Влошената здравствена состојба на обвинетата лекарка Мери Пешевска го одложи почетокот на судењето за несоодветните терапии кои им се давале на онколошките пациенти. Незиниот бранител до судот достави медицинска документација дека поради стомачен вирус и температура не е во состојба да присуствува на рочиштето. Останатите тројца обвинети, екс-директорот Нино Васев и онколозите Симонида Црвенкова и Драган Јакимовски преку своите адвокати го според вештачењето од Словенија. Тврдат дека потпис на документите ставил вештак кој бил без лиценца. Она вештачење од Марибор е изработено од стручно лице кое не евидира во листата на вешти лица во Република Словенија и тој податок по изготвено барање го доби во текот на вчерашниот ден. Од друга страна не држи тезата на обвинителството дека на тој дел е исцрпен приговорот со оцена на обвинителниот акт. За обвинителството ваквите тврдења на одбраната се безпредметни, бидејќи меѓудржавната соработка според меѓународните договори се заснова на доверба дека вештачењата се обезбедени на законит начин. Тоа се процедури на државите до кои е доставена замолницата. Еден од принципите на меѓународното право е да имаме доверба во државите кон кои сме ја доставиле таа замолница, дека доказите се прибавени на законит начин. Така да наводите на одбраната се безпредметни. Адвокатот на второ обвинетата Пешевска тврди дека обвинението било селективно, бидејќи екс-директорот користел потписи и лого од сите лекари на клиниката. Мислам дека единствено нешто што е користено од страна на поранешниот директор Васев е не само од Мери, туку користели логови се логирали од разни доктори, ставал печати негови на сите доктори и нејасно е зошто од цела клиника буквално се одбрани само тројца доктори да се покрене обвинение. Според обвинението, Васев како лекар заедно со уште тројцата онколози на пациентите им давале погрешно дозирана терапија, а знаеле дека немаат никаква корист од неа и дополнително им го влошувале здравието. Вештачењето од Словенија покажале дека екс-директорот кај најмалку 29 пациенти применил несоодветен третман на лекување со погрешно дозирање и отстапки од онколошките протоколи, а за тоа му помогнала второ обвинетата. Другите 20 доктори пак според обвинителството на пациентите им давале скапа биолошка терапија во палиативна фаза, кога воопшто не можела да им помогне. Почетокот на судењето е презакажано за 5 септември. Потоа судењата ќе продолжат на 10 и 17 септември, па на 1 октомври и 8 октомври. На секое рочиште ќе се испитуваат по 5 сведоци, односно законски застапници на починатите и оштетени лекувани пациенти. Најголемиот скандал во македонското здравство излезе во јавноста во септември 2023 година по написи во медиумите кои открија сомнежи за разработена шема за кражба и препродажба на скапа биолошка терапија на црниот пазар. Според објавите, на дел од пациентите им била давана половична терапија или физиолошки раствор, додека скапите лекови биле препродавани, а како клучен елемент во злоупотребите наводно било исфрлањето од употреба на системот КАТО во 2017-та, кратко откако бил набавен да се спречи кражба или злоупотреба.